мојата колешка Елизабета Спасеновска-Дамјановска веќе е подготвена. Бети, добро утро. Што е во фокусот на денешната градска рубрика во рамки на брифингот? Добро утро. Денеска ќе зборуваме за форумот на добри компании. Што се тоа добри компании и каков всушност е овој форум, денеска ќе ни раскаже контент директорот на форумот Небојша Илиевски. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, благодарам. Како што кажав, викендов, односно на 15 и на 16 всушност се одржа четвртото издание на форумот на добри компании. Кај нас тука, меѓутоа имаше навистина говорници и учесници, речиси од целиот свет. За деталите ќе ни раскажете вие што всушност представуваше овој форум. Да, кога ќе се каже форум на добри компании, може да звучи малце мистично, што ли се зборува таму, всушност намерата на форумот е многу едноставна и се крие во едно просто прашање. Како сте? Како ви е на работното место? Како се снаоѓате во ова блесаво време, би рекол, во кое што традиционалниот капитализам, онака како што сме навикнати да го гледаме веќе еден век наназад, искреира сериозни проблеми во општеството. Значи, не натера да се оделиме од природата, да се оделиме едни од други, самите себе дури. Значи, дали ви е доволна потрошувачката корпа? И ако се борите со неа, како ли им на тие другите кои што воопшто ја немаат, него живеат на социјална помош? Зборевме за иднината на работните места низ оваа призма. Како и што можеме да направиме во врска со тоа каде можеме да го однесеме пазарот, каде можеме да го еволуираме капитализмот, да го однесеме на место каде што ќе биде добар и за планетата, и за луѓето, а и за оние што работат на тие работни места. Вакви добри компании низ светот има многу. Јас би ја спомнала IKEA, би го спомнала и Decathlon, од оние кои што се препознатливи, кои што и еве и јас ги препознавам, меѓутоа и нашите гледачи. Ќе ве запрашам вас кои се други вакви примери и има ли кај нас во Македонија пример за добра компанија или пак постои ли можност и услови да се развијат? Да, ја многу би сакала Елизавета да сте во право и да во светот постојат многу такви компании. Навистина трендот е нагорен. Веќе како што Forbes прави листа на 500 најдобри во однос на профитот компании, така едни фраери Game Changers прават листа на 500 најимпактни компании со најголем социјален општествен импакт во општеството, така што тој тренд веќе постои. Во право сте дека трендот е таков, но за жал ги немаме премногу, али прво треба да се запрашаме што е тоа добра компанија. Дали е тоа компанија која што си го има својот бизнис модел и од страна повремено во текот на годината ќе се сети дека треба да направи нешто за својата општествена одговорност, па да речеме, стално го зајаме тој пример, ќе подели пакетчиња или ќе собере храна или ќе исчисти некаков кеј или слично. Дали е тоа доволно или пак можеме да очекуваме и дали е крајно време да очекуваме нешто повеќе? Дали можеме во мисијата на компанијата да вградиме такви цели кои што ова по природен пат ќе го нивната работа по природен пат ќе ги прави овие латерални користи за општеството. Тоа е она што е во сршта на добрите компании и во одговорот на вашето прашање, да, Decathlon и IKEA се одлични примери како дел од нивната мисија може да биде во функција на она што се случува. Интересно е да се слушне како IKEA, например, размислува. Она вика, нашиот интерес да соработуваме со социјални предпријатија чисто деловен интерес. Што значи тоа? Ние бараме стабилни компании, бараме долгорочни партнерства. Социјалните предпријатија се тој ентитет кој има еден транзиционен капацитет. Значи, ако на една страна имаме компании кои што знаеме како функционираат, ориентирани кон профит, а од друга страна токму оние компании што вие ги спомнувате како со надеж зборувате за нив. Тоа се социјални бизниси кои што решаваат општествени проблеми. Да, тие прават профит, меѓутоа профитот го искористуваат на еден начин кој не носи богатство на само определена група CEOs and managers, него на општеството во целина и својот профит го распределува кај своите вработени. Тие социјални предпријатија, вели IKEA, се вистинско богатство. Затоа IKEA кога работи ги потдржува социјалните предпријатија во своите локални заедници, во локалните заедници каде што имаат продавници, нели? Што добиваат тие со тоа? Вика, добиваме прекрасни како се вика производи кои што се потекнати од тоа поднебје, затоа што луѓето очекуваме и имаат вештини да ги направат, нели? Меѓутоа има една друга работа. Социјалните предпријатија не се либат да освен професионалниот кадар, менаџерскиот или друг кадар, вработат и луѓе кои што се од маргините, кои што на друго место не би нашли работа.
Значи, социјалните предпријатија гледаат во капацитетите на луѓето кои што традиционален пазар на труд едноставно не ги препознава. Така, навистина ми е мило што ги споменавте и работниците, бидејќи натаму сакав да го водам и јас разговорот. Токму минатата недела се случи во Скопје и протест, нели, на Конфедерацијата на слободни синдикати кои што се жалеа на работничките права. Тука некако и вие ги споменавте работниците, значи овие добри компании не се само компании кои што велите ќе направат нешто добро за општеството или заедницата, меѓутоа да тргнат од самите вработени, од самата структура, да направат нешто добро за самите работници, за оние кои што ја создаваат всушност компанијата и капиталот. Тоа многу добро го кажате, оние што ја создаваат компанијата. Што значи тоа? Секоја компанија, тоа е стара флоскула, вреди толку колку што вредат незините вработени, нели? Меѓутоа, кога компанијата има цел профит, таа флоскула останува да биде само флоскула. Односно, бенефитот што токму тие работници им носат на компаниите не се распределува на начин на кој што би требало да се распределува. Значи, бар да овозможи еден достоинствен живот и достоинствено чувство на работното место. Гледам со колегата сте се веле опуштени, убавовие, финовие. Што друго ви треба за вашето работно место да вие на вашето работно место му се дадете целата. Му го дадете токму оној капацитет што ви треба. Значи, зборуваме за едни инклузивни работни места. Тоа не значи само да ги вклучиме лицата со посебни потреби или оние што се на маргините, што се тешко вработливи на работата, туку и работниците, вработените кои што се во компаниите, да ги ставиме на такво место за оние на компанијата да може да и дадат максимум. Инаку ова е цел еден друг сегмент кој што форумот го опфати, а тоа е тој секундарен пазар на труд, каде што имаме луѓе кои што досега ги гледавме само со поглед disability. Значи, таму се луѓето со посебни потребни, посебни интелектуални потреби, можеби физички хендикеп и така натаму, и кога вработуваме такви луѓе, едноставно размислуваме ајде добро, ќе ги вработиме. Така, односно гледаме во нивната попреченост. Јас ќе ви раскажам за другар ми Ристо Донев. Он е човекот кој што го донесе првиот хостинг сервер во Македонија. Значи, во времето кога ја машински инженер сум, иначе по професија, кога јас за компјутерите знаев само мејл да пратам, он веќе сервер направил. Оно што е интересно за него е што е он со церебрална парализа и 100% практично не му функционира ништо освен овој еден прст. Родителите, прекрасни луѓе, му го прилагодија компјутерот, односно тастатурата. Комплетното образование си го направил сам и ја велам за него дека он македонскиот Стивен Хокинг. Традиционален пазар на труд едноставно не гледа вештините што овие луѓе ги имаат, туку гледаат во нивниот disability. Он, например, може многу да придонесе секој од компаниите. Да, убав пример. Убав пример. Навистина, некаде пред крајот на разговорот би ве запрашала и за состојбата во Македонија од аспект на она што може да го направат функционерите, оние кои што се на власт, кои што ги имаат моќта нели на некој начин. На форумот имаше своје обраќање и вице-премиерот Фатмир Битичи, исто така имаше обраќање и амбасадорката на Германија. Од нивните излагања може ли да се заклучи дека одиме на вистинска насока? Да, имаше обраќање и министерката за труд и социјална политика, госпоѓа Шакпаска. Имаше една интересна конверзација со IKEA. Беше љубопитно да слушне како IKEA го создава импактот, при тоа не отстапувајќи од својата бизнис цел, нели? И тоа беше навистина една мотивирачка приказна и од господинот Битичи, и од господинот Обер Хубер од GIZ, партнерската организација на Паблик, со која заедно го направивме форумот, веќе по втора година. Оно што е важно во овој контекст да се спомене е дека фокусот треба да ни се бројот 17 треба да ни е фокус. Целите за одржлив развој. Значи, Обединените нации уште поодамна не подсетија дека ако вака продолжиме нема да одиме далеку и многу ме радува што постојат компании во Македонија кои што го гледаат тоа. Значи, кои што гледаат дека практично решавајќи општествени проблеми, вие можете да правите бизнис. Па погледнете го Air Care. Горијан е прекрасен пример за тоа како од една добра намера, чекајте луѓе да видиме како воздух дишеме, он сега направи бизнис кој се шири во Америка, завработува луѓе и така натаму. Новиот бизнис треба да почне токму од таму. Кои се општествените проблеми што треба да ги решиме? И оно што Даниела Зампини и госпоѓа Весна од Мозаик фондацијата го нагласија е тоа дека новите лидерски вештини имаат повеќе феминин, женствен карактер во себе. Тие се повеќе емпатични, повеќе знаат да кажат да и така натаму. Она што е важно за крај можеби да се спомне реченицата која што остана со сите нас на форумот на Весна
од Мозаик, она кажа, дали децата се уште ќе ги прашуваме што ќе бидеш кога ќе пораснеш, или всушност треба да ги прашуваме со каков општествен проблем ти ќе се фатиш да го решаваш кога ќе бидеш голема. Так, да. Може би тоа е вистинското прашање. Нибеше, јас ви благодарам за интересот и за вклучувањето денеска во утрински брифинг. Навистина ве следев со внимание и да имавме време уште, ќе имаше уште многу за што да разговараме, меѓутоа во следна прилика. Секој случај благодарам на поканата. По овој разговор, интересен за мене, верувам и интересен за гледачите, ние се одјавуваме од ова нежливо утро од градскиот парк.